Најавите на ВМРО ДПМН е дека промената на уставот во делот на преамбулата по така наречениот хрватски модел за нив е прифатлив, отвара пат сепак да дојде до уставни измени, вели Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Ова е значена пресвртница, вели тој, подносно оваа тема, ако се знае дека до неодамна партијата на Мицкоски инсистираше на тоа дека нема да прифати никаква промена под диктат на бугарите. Ако се прифати нивниот предлог, тога за нив нема ништо спорно во уставот да бидат запишани и бугарите, хрватите, евреите, но како малцинства. Она што како изненадување веројатно го доживеа владачките партии, бидејќи често пати токму тие го посочуваа хрватскиот модел, бидејќи таму поентата беше да тоа што се споменати 26 етнички заедници, дека не е ништо страшно, нели, да се додаде уште едни во нашиот случај. Но очигледно не дочитале како е дефинирана преамбулата во хрватскиот устав, каде што се прави јасна дистинкција од хрватскиот народ, а сите други се идентификувани како малцинства, што не е случај во нашиот устав. Сега, откако сите го прочита хрватскиот устав, тешко дека тој модел ќе може да се примени кај нас, додава Кржаловски. Бидејќи на некој начин се сметаат за стекнати права, она што го пишува во нашиот устав, и тешко е дека сега албанската заедница ќе прифати на ваква формулација како што е во хрватскиот устав. И аналитичарот Петар Арсовски вели дека моделот на Хрватска во моментот е доста комплициран за да најде примена кај нас. Бидејќи таму има некои специфики кои овде не важат. Таму хрватите се национална држава, бидејќи хрватското мнозинство е со над 90% кај нас. Тоа е статистички проблематично. Дополнително може да отвори Пандорина кутија на веќе постигнатиот модел на граѓански устав со Охридскиот рамковен договор. Имајќи предвид дека албанските партии бараат бришење на квотата од 20%, такво отворање, односно редефиниција на уставот може тешко да помине. Во таа смисла, додава Арсовски, договор на база на овој предлог тешко дека ќе има. Но добро е што постои некој процес во кој се разговара за суштината на уставните измени. Тоа може би значи еволуција и зголемување на шансите да се постигне некаков договор околу нивната содржина, па и самиот процес. И ако ништо друго, со изјавите на некои албанските партии, односно партиите на етничките албанци, ако ништо друго им стана појасно веројатно на фраза дека по туѓ грб исто стапа не болат, дека не е толку сеедно за етничките македонци о прифаќањето на оваа измена, не толку самото додавање на бугарите, туку начинот на кој тоа се прави со присила и со вклучување на тоа како услов за европските преговори, што патами не е некоја европска вредност. Дека ваквата идеја е неприфатлива, веќе се изјасни од Алијанса за албанците и алтернатива. Ако се земе хрватскиот терк, тога според предлогот на ДПМН, земјава би се уредила како држава на македонскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства, албанци, турци, роми, власи, бошњаци и други, што е сосема различно од сегашниот текст на преамбулата, во кој стои граѓаните на Република Северна Македонија, македонскиот народ, дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот, бошњачкиот народ и други. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.